Даниел Милошевски, еден од сопствениците на Авалон продукција, почина ненадејно вчера во вечерните часови. Најверојатно станува збор за срцев удар, но нема официјална потврда. Браќата Даниел и Бобан Милошевски важат за едни од најуспешните продуценти во областа на шоу-бизнисот на Балканот, правејќи ги најголемите концерти на најпознатите домашни, екс-југословенски, но и светски звезди. Македонија ќе добие национален авиопревозник. Одлучивме да почнеме процедура пред се да го испитаме интересот на меѓународните светски познати компании да воспостават база во Македонија, рече во интервју за јавниот сервис ресорниот министер Милијана Киески. Забрзувањето на процедурата за посвојување деца, но и поголеми рокови за премислување на родителите што ги напуштиле своите деца, е суштина на новите измени во Законот за семејство, кои Министерството за труд и социјална политика ги достави до собранието. Намален е и рокот во случај кога не е потребна согласност од родител за дете кое е сместено во институција или друго семејство. Родителите пак што решиле да го дадат на посвојување детето веднаш по раѓањето, наместо 6 недели од сега ќе имаат можност да се премислуваат 3 месеци, пишува во предлогот. Спорот меѓу Грција и Македонија околу името е товар за Европа, пишува грчкиот весник Катимерини во врска со изјавата на Меркел во Дубровник, додавајќи дека таа повика да се најде решение дури и ако двете страни бидат разочарани. Можеме да најдеме начин да се реши овој проблем. Имам поминато време на ова прашање и на имиња и можни комбинации, но понекогаш мислам дека нема ништо друго што може да се предложи, ја пренесува Катимерини Меркел. А партијата Дом реагира на изјавата на Меркел дека нерешениот проблем со името и идентитетот меѓу Македонија и Грција е товар за сите нас. Веруваме дека спомнувањето на идентитетот во ваков контекст е лапсус, но во заплетканиот и рационален спор секој збор е важен. Македонија си има согласено во рамките на Обединетите нации да разговара за разликите околу името, но никогаш не се согласи и не може да се согласи да разговара за македонскиот идентитет. На неформална работна вечера на Европскиот совет, шефовите на држави или влади на 28-те членки на Европската унија ќе го изберат наследникот на Кетрин Ештон, нов висок представник на надворешна и безбедносна политика, што воедно ќе биде и подпредседател на Европската комисија. Бугарија и Грција отворено покажуваат аспирации за ова место. Грција размислува да ја кандидира Дора Бакојани за еврокомесар, а премиерот Андонис Самарас посочува дека нејзиниот мандат како шеф на грчката дипломатија во унијата се смета за исклучително успешен. Бугарското национално радио пак, повикувајќи се на дипломати во Атина, јави дека силна е и кандидатурата на Кристалина Георгиева за истата функција.